Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите парк торта. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Во длабок сад ги кршиме јајцата. Го додаваме шеќерот во прав. Матиме со миксер. Го додаваме брашното. Потоа го додаваме какаото. И ванилиниот шеќер го додаваме во садот. Потоа го додаваме прашокот за печиво. На крајот го додаваме претходно растопениот путер. Мешаме со лопатката додека смесата не се соедини. Смесата ја нанесуваме во тркалезен калап обложен со хартија. Калапот го ставаме во рерна. Печеме 30 минути на температура од 180 степени. Почнуваме со подготовка на првиот фил. Чоколадата ја кршиме на парчиња. Ја ставаме во тенџере на оган. Мешаме со лажица. Во тенџерето со растопената чоколада додаваме 250 мл сладка павлака. Промешуваме. Почнуваме со подготовка на вториот фил. Во сад за матење ги ставаме преостанатите 250 мл сладка павлака. Матиме со миксер додека павлаката не ја добие потребната цврстина. Го додаваме шеќерот во прав. Потоа го додаваме овочниот јогурт. Откако смесата ќе се соедини, го исклучуваме миксерот. Го додаваме желатинот размешан со 60 мл вода и растопен на оган. Мешаме со лажица додека смесата не се соедини. Ги додаваме црешите. Јагодите ги сечкаме на кругови. Ги додаваме во садот. Изладената смеса од млечна чоколада и сладка павлака ја ставаме во сад за матење. Матиме додека првиот фил не стане пенест. Пандишпанот го сечеме на 3 еднакви дела. На чинија за торта ја ставаме првата кора пандишпан. Потоа на чинијата ставаме обрач од тркалезен калап. Врз пандишпанот го нанесуваме вториот фил. Ја ставаме втората кора пандишпан во обрачот. Ја премачкуваме со половина од првиот фил. Врз филот ја ставаме третата кора пандишпан. Во тенџере на оган го ставаме шеќерот. Ја налеваме водата. Потоа ја додаваме сладката павлака. Го додаваме какаото. Мешаме со жица за матење. Го додаваме желатинот размешан со 30 мл вода и растопен на оган. Промешуваме. Откако преливот ќе се соедини, го тргаме тенџерето од оган. Третата кора пандишпан ја премачкуваме со преостанатиот прв фил. Врз него го нанесуваме подизладениот прелив. Чинијата за торта ја ставаме во фрижидер. Од изладената и стегната торта го отстрануваме обрачот. Во сад за матење го ставаме прашокот за шлак. Го налеваме млекото. Матиме со миксер додека шлагот не ја добие потребната цврстина. Со кесата со шлак ги украсуваме крајот на горната површина и страничниот дел на тортата. Парк тортата ја декорираме со цреши без сенки. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 2 часа.